Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Росман, добар ден. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам записникот од минатата 23-та седница, прво 22. Записникот ќе оставиме од 22-та седница на усвојување. Дали некој има забелешка на овој записник? Оле Павле? Благодарам. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, почитувани присутни, не на претходната, на 22-та седница. Претходната беше за измрзнувањата. Од тука градоначалникот не беше присутен, ја поставив неколку прашања, на кој одговорот на градоначалникот еве. Градоначалници, до ден денеска немате одговорено на нашите прашања, на која ви е обврска да одговарате и да бидете присутни на нашите седници. Значи, за тоа станав само да кажам дека и претходниот пат кажав дека ќе кажам кои се одговорите од вас и да ги известам жители дека немам добиено одговор. Тоа е. Говорам на крајот на седницата на прашањето од минатата седница кога не Значи, тогаш, Павле, записот ќе оставиме на гласање, после ќе сега. Значи, одиме по на гласање го оставам, записот од 22-та седница, со тоа што граничанот на крај ќе му одговори на Павле на прашањето. Кој е за усвојување на записникот? Чекај малку, полека, не брзи. 22-тиот записник од 22-та седница, по Јованче. Од минатата беше 23-та што беше на замрзнењето. А вие јас ќе побарам на дејали? Побарам од тие записник. Од тие записник граничанот ќе одговори. 22-та, одеше граничанот на крај ќе одговори тоа што го имам поставено. Значи го ставам на усвојување записник од 22-та седница. Кој е за? 9 за. Не. Кој е? А ти се одржа? Добро. Значи 8 за и 1 воздржан. Значи одиме сега со записник од 23-та седница. Дали некој има забелешка на 23-та записник од 23-та седница? За точка беше замрзнета. Таа беше воредна седница, значи тоа беше заради промена на одмрзнењето. И го ставам на гласање записник од 23-та седница. Кој е за? 9 за. Извештај, одиме со првата точка. Дневниот ред, извештај на Комисијата за финансии и буџет за државна седница на 10.5.23 година. Не го читаш, не? Читам точка 1, да има ред. Може има допълни. Ја ќе го читам и после ќе кажеме што правиме, што повлечуваме. Значи, извештај на Комисијата за финансии и буџет за државна седница на 10.5.23 година. Точка 2. Извештај на Комисијата за верификација, мандат и прашање, избори и именување на државната седница на ден 25.5.20 година. Точка 3. Извештај на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации од државната седница на 5.5.20 година. Точка 4. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2023 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Точка 5. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на закуп на градежно земјиште, и уствари за закуп, цената за закуп на продажно место за панаџерот по повод празникот Духовден донесена од јавното предпријатие Комуналецот Росман. Значи, тука јавното предпријатие бара да се стави цена. Че јас тука сега предлагам заради консултации со советниците
да четврта точка се повлече од дневен ред, значи барањата што се од советници договори, работа на SCADA систем, сите тие работи да бидат доставени од фирмата, за да може Советот да одговори на ова барање, на ова програма. А под точката, четврта точка да ја повлечеме, а да убациме точката, како точка 6, одлука за давање на комбе превозно средство на јавното предпријатие од Кавадарци кој врши превозот во Кавадарци. Това са два предлога. Да, два предлога. Два предлога отделно, че трябва да се гласа. Значи одиме со првата предлог. Некој да не сака да нема нешто предлог за дополнување, повели Пенчо? Јас имам еден предлог да ставиме точка на дневен ред, донесиме одлука за контрола на досегашната работа на ЈП КД Комуналец. Пошто испаѓа тамуте некои работи што уопште не се знаат, ни како се работено, ни што е работено, да се направи целосна контрола до сега и да биде доставена на увид на советниците. Затоа што гледаме се труди дето новиот директор да видиме што точно има, како има и што да правиме и како да правиме. Благодарам. Сме бар, значи, тоа ќе биде уште една точка, значи што треба да се гласа. Повели Јошев? Почитувани медоми, почитувани жители на општина Росман, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Исто имам предлог за надополнување на дневен ред. Можеби тоа е веќе во функција во општина Росман. Да донесиме акт консултантски правни услуги од адвокатска комора или адвокатско тело. Заради тоа што во гледаме дека поинтензивно ни се случуваат пропусти, некои пропусти тука. И за некои одлуки што ги носиме не се издржани и ни ги доаѓаат некои си институции тука, инспекторат и ни ги поништуваат одлуките што се донесени од Совет и за сето тоа заради тоа што Советот на општина Росман е телото кој ги верификува сите одлуки и заклучоци, а градоначалникот ги подпишува, да не се ставиме во случај да се мркнеме по судеви, мркнеме, че се изразувам росомански квадаречки, заради тоа што почнуваме да наидуваме на низа непогодни работи за нас. Така да донесеме една одлука со месечен паушал и да имаме правна поука од адвокатско тело. Би се согласиле сите, мислам, заради тоа што тоа адвокатско тело ќе не штите и нас, советниците, и градоначалникот, и индиректно и општина Росман. Тоа е мојот предлог. Повели Јошев. Дали некој друг има предлог? Пенал, може ли да одиме со гласањето? Де се предлажи камерата? Де се пауза, да дај пауза малку, гледам Пенчо со гранчанче. Значи, почитувани колеги, да почнеме, значи, прво со усвојување на дневниот ред. Одиме прво, значи, со повлекување на точката 4 од дневниот ред. Кој е за повлекување на оваа точка? 9 за. Одиме со втората точка, дополнување на дневен ред за давање на одлука за давање на трајно користење на подвижна ствар, возило на ЈПКД градски превоз Кавадарци заради обезбедување на редовна меѓуопштинска линија. Значи, Се извинувам да се наведе зошто се повлекува
Да, да, Во записи. записим за тоа што ја кажав, за да дадат документи како што треба, сите документи како што ги побара и ти и Пенчо. Тоа што го наставиме после го Не е наставиме. вече него. Сите? Предходниот совет, предходната седница како што го бараме ние и на што се обврзало. Горе. Значи тоа се повлекува таа точка. Одиме со ја ставам на гласање втората точка за дополнување на дневен ред за одлука за давање на трајно користење на подвижно возило. Кој е за? 8 за, против. Владко е против. И уште една точка за дополнување консултантски адвокати или адвокат за да се обезбедат средства за кои ќе ги пазат нашите седници, кај што ќе не може да носиме, немаме да имаме грешки. Значи тоа е некоја висина. Договор за правни услуги. Извршување на правни услуги. Порано имаме таков адвокат, не знам зашто сега немаме. Не знам. Секој може да склучи таков договор, нема потреба кај точка или пак секој кај точка. Значи може ли се како точка? Можеш ли да го склучиш самоволно? Не знам како. Да. Ама се зависи кој што склучиш. Дај пауза пак. Ставаме уште една точка, предлогот на Пенчо, го ставам на гласање, да дојде да се формира внатрешна контрола за контрола на работењето на ЈКПД До сега. До сега, да. Кој е за оваа точка за ставање на дневен ред? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ти Бранкс? Да, 7. Против? Не, воздржан. 7 за, 1 воздржан. Што е било 6, што таа? 5, не беше 5. Обаче да е 4 тогаш. 4, 5, 6. Значи, не да не испаднам сега. Значи, одиме со... Блаже, пауза. Значи, има уште една точка од господинот Јованче Јошев за ангажирање на адвокат. Консултантски правни услуги. Така, запишете тоа така. Примете еден адвокат. Ја ставам оваа точка на усвојување. Кој е за? 9 за. Значи, имаме сега 7 точки и се го ставам на гласање дневниот ред. Кој е за вакво поставење на дневен ред? 9 за. Одиме со прва точка, извештај на Комисијата за финансии и буџет на државната седница на ден 10.5.23 година. Кој ли призатле? Почитуван градоначалник, почитувани членови на Совет, вработени во општинска администрација, присутни медиуми, почитувана јавност. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на 10.5.2023 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. Согласно член 116 од Деловникот за работа на Советот на општина Росуман, комисијата можеше полноправно да работи бидејќи на седницата присуствуваа мнозинство нејзини членови. На оваа седница беа утврдени следниве точки на дневен ред. Точка број 1. Разгледување на квартален извештај и за извршување на буџетот на општина Росуман за извештајниот период за квартал од 1.1.23 до 31.3.2023 година. Комисијата предлага со 3 гласа за Советот да донесе решение за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Росуман. Точка број 2. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Росуман за 2023 година. Комисијата предлага со 3 гласа за Советот да донесе одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Росуман за 2023 година. Точка број 3. Предлог одлука за трансфер на средствата за реализација на проект градење на енотуристички капацитет, патување од промовирање на производство на вино до искуство во енотуризмот, Тера Вино.
Комисијата предлага со 3 гласа за Советот да ја донесе одлуката за трансфер на средствата за реализирање на проектот градење на енотуристички капацитет, патување од промовирање на производство на вино до искуство во енотуризмот, Тера вино, точка број 4, 4.1, барање за донација број 08-264/7, поднесено од Сдружение на граѓани Марков Стап од село Мрзано Равовец на ден 7.4.2023 година. Комисијата предлага со 3 гласа за Советот да донесе одлука за одобрување на донација во износ од 20.000 денари. Точка 4.2. Барање за финансиски средства број 08-330/1, поднесено од ЈПКД Росума на ден 28.4.2023 година. По оденото образложение во врска со барањето за финансиски средства од страна на директорот на ЈПКД Росуман, комисијата предлага со 3 гласа за Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во висина на бараниот износ. 4.3. Барање за финансиски средства број 08-334/1, поднесено од Марија Дојкова на ден 5.5.2023 година. Комисијата предлага со 3 гласа за Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 30.000 денари. Точка 4.4. Барање на финансиски средства број 08-311/2 од ден 24.4.2023 година од подносител КУТ Росуман од Росуман. По однос на ова барање, комисијата изгласа со 2 гласа за и 1 глас воздржан. Комисијата предлага извештајот да биде разгледан како точка на дневен ред на Советот. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост и да ги донесе соодветните акти. Ви благодарам. Одиме точка по точка. Благодарам председателе. Точка 1/1, квартален извештај на буџетот на општина Росман од период 1.1 до 31.3.23 година. Зошто квартален, а не квартален? Мислам за квартален за работа. Квартален извештај. Затоа што се бунеш, што е точка? Точка Това е 1. прва точка. Квартален, да. Да, Добро. таа е. Значи, дали некој има збор за оваа точка? Ај, гранчанот, кажи. Што се бунеш? Не, мислам дека оваа предлога за измена на буџет на општина за Почитувани граѓани на општина Росман, почитувани председателе, почитувани членови на Совет, почитувани медиуми, пред членовите на Совет е кварталниот извештај за првиот квартал од 1.1.23 до 31.3.23. Бројките сигурно ги имате разгледано, но морам да пред да влеземе да речеме во дискусија, да споменеме дека во овој квартал немавме добар дел буџет, бевме на времено финансирање, а после тоа следуваше период на вчитување на буџетот, така да мислам дека реалното ќе го видиме со затварање на вториот квартал. Тоа е од мене така на кратко, може да го видите приходниот дел, колкав ни е во првиот квартал, расходниот дел, бројките се тие, но сепак сметам дека реалната слика ќе биде со вториот квартал. Благодарам. Благодарам, гранчан. Дали друг збор? Кој боле? Токму поради тоа сакав да зборувам градоначалник, бидејќи гледаме дека не е реалната слика тука у овој квартал. Исто кога го носеме овој квартал, буџетот дојдоме и до поголема расправија и тогаш. И сакам да појасна дека и тогаш реков да ни се носат квартали, да ни се доставуваат навремено, па и овој квартал е закаснен, бидејќи кога го носеме овој буџетски календар, и тогаш станав реков да се почитува буџетскиот календар. Па не се почитува, значи кварталот треба до 15 април да е доставен. Он не е доставен, али ај добро е што го добиме. Вака сега, значи и тука кога го носеме буџетот се расправаме, највише беше проблемот у привремените вработувања. Ви одобриме средства 1.780.000 денари за привремени вработувања, од кои имате
само 231.000 реализирани. Зошто е тоа така? Кај ви се луѓе, значи рекуваме тогаш рече дека со овие пари че имам луѓе тука да функционира општината како што треба и еве па општината не функционира. И значи тука гледаме дека не се кажани многу работи и нема што да повише да зборуваме, гледаме дека ги нема тие репрезентации што ги бараме стално, нема тука сликовите колку си истрошени, како истрошено, така да ќе видиме у наредниот квартал што ќе биде, како ќе биде, па ќе дебатираме повише. Благодарам. Почитуван член на Совет Павел. Значи вака. Првично, кварталниот е доставен навремено, а зошто до сега не е ставен на седницата, тоа е друго прашање, бидејќи јас не ги закажувам седницата. Втора работа, како што напоменав, без буџет бевме јануари, времено финансирање, февруари веќе траеше одреден период до вчитување на буџетот, лицата не можеа да бидат ангажирани, бидејќи беше времено финансирањето и веќе од март работите, да кажам, влегоме во некој еден нормал. Поради тоа е мала ставката на времените вработувања. Ви благодарам. Почитувани, пред се жители на општина Росоман, колеги советници, градоначалниче, кога беме единствени во Република Македонија, ние и уште една општина, мислам дека во Македонија, за недонесување на буџет, наидовме на многу критики, ние советниците од ВМРО-ДПМН, демек ние сакаме да кочиме општината, но ние молскавично реагиравме за пред за капиталните расходи, инвестиции во општините, каде што тоа е една водилка, мерило за успешност за секој менеджер или за секој градоначалник. Процентот на реализираност се согласувам со вас заради неносење на буџетот и после, сега сме 5 месец, после 3-4 месеци се испостави дека сето ние, тоа што го говоревме на говорница, е точно во целост и што ни се случуваше за оние капитални инвестиции во општината, како што се ударните улици во општина Росоман, дека ние од оваа говорница тврдевме дека не е изработена во согласност со проектите. И затоа во разговор јас и вие се договоривме во иднина, за да немаме такви препокувања и одоговекување на проектите и буџетирањето на општината Росоман, да малку компаниите кои се ангажирани за извршување на тие проекти, а каде што едногласно ги поминуваме тука на Советот, да ги исполнуваат во целост. Така да, еве ги информираме граѓаните, ние како советничка група од ВМРО-ДПМН се договоривме со градоначалникот кога се извршуваат дадени проекти да се контролираат во целост, да не дојдеме во ситуација повторно да гребиме, повторно да копаме, повторно да асфалтираме и само да губиме живци и нерви и да го спречуваме функционирањето на жителите на општина Росоман. Така да, се надевам дека вториот квартал ќе има поуспешна реализација од овој прв квартал. Се надевам дека во 2023 година сите дадени проекти ќе се извршуваат во одредената временска рамка и мислам дека треба малку повеќе да ги контролирате тајминзите, тоест крајните рокови за испочитување на дадени проекти, да не ни се случи истото како што ни се случи во општина во село Трстеник, асфалтирање на улицата со прекрачување на временскиот рок од можеби 3 месеци. Така да, сега не следи
една ударна улица Гоце Делчев со канализација, со асфалтирање, со нови ивичњаци, со комплетно асфалтирање на улицата и мислам дека треба рокот што е ставен во договорот да се испочитува во целост. Тие се моите главни забелешки, нашите главни забелешки кои ние тука ги повторувавме и ги потенциравме за ако земете некоја работа, треба да ја извршите како што пишува во проектот. Да не ни се случи како минатиот пат да миниме ние проект од 7,8 или 8 милиона денари за атмосферска канализација во долното мало на двете улици, да не ни се случи да главната цевка биде фи 100 или фи 250. Тие се нашите главни забелешки, малку по-суштински и малку, не малку, но многу повеќе контрола на извидувачите за дадени проекти. Това е нашата забелешка. Почитуван член на Совет Јованче, значи пред се забелешки треба да има, нормална работа да има, правиме контрола и ќе правиме уште посилно. За прв пат на трошок на изведувач направена грешка се направи, не на трошок на инвеститорот, не на општината, туку на трошок на изведувач и нормално е дека некогаш ќе се греши, меѓутоа добро е кога грешките се поправат. Во однос на канализацијата што ја спомната, ако не се лажам, е за Цандо Кузманов и Мал Крак на Перетош, така? Минатата седмица кога јас не бев присутен, од оправдани причини, тоа сигурно председателот ви испрезентирал. Таму е грешка во информирањето кон вас и ете за жал јас не бев тука. Не се работи за цевка од фи 100, туку се работи за цевка од фи 250. Главната, а приклучоците на домаќинствата на Цандо Кузманов се со фи 100. Тоа е моментот што аплицираме во животна средина, меѓутоа проектот е проектиран од проектанти, финансиран од не знам каде, од пред да биде овој совет и јас како градоначалник и се водиме секогаш по проектот. Меѓутоа, после апликацијата и по одобрувањето, тоа не значи дека ние не можеме да правиме промена во проектот. Така да се работи тематски, дел по дел да се решават проблемите. Меѓутоа, таму е најсериозен проблемот на Цандо Кузманов и многу е битно, барем до крајот на оваа година да го решим. Нормално, корекции ако треба да има, ќе има во консултација со стручни луѓе во таа област. Благодарам. Градоначалниче, не ми е мене поентата тука да се испирам, например, на оваа говорница, туку нашата функција на советниците е да помагаме на советот и на градоначалникот и на општината, така да сите навидом ние што ќе ги видиме овие грешки, ние не сме тука советниците ревизори, така, но сите сме на некој начин јаки во некои области, например. Така да, од тука во советниците сите има инженери, приватни стопанственици, земјоделци, новата советничка, што бевте, правник, значи, образование, значи, сме собрани и имаме некои искуство. И сега таа проектантска компанија, секоја почет си функционира на некој начин, но она, според моја проценка, како инженерско лице, и како ќе ги поседувам тие дозволи за надзор и за извадба, одма во старт кажувам дека тука нешто не е во ред. Значи 250, значи 17 години имам работно искуство во цевната индустрија и цевките и кога лежам ги сонувам. Така да ги знам диаметрите колку се 250 е многу мал пречник за еден крак, така по-густо населен, би го кажал таму. И каде што имаме почести за тој зборувам за тие проекти таму. За Цандо Кузманов. Сега ние советниците, ако од искуствено и од општи термини на проектите не ги взимаме, не ги следиме, например тие решетки, недобро асфалтирана улица, не одсмени многу експерти, тоа визуелно се гледаше. И тоа го кажувам. Основните работи, ние не се задолбочуваме во, не ни задачата ни советниците би име ревизори тука, но
колку толку да бидеме домаќини за и тоа што атмосферска канализација на улица знаеме во Осман се прави на секој 30 години, може би повеќе. Гоце Делчев ја памтам, не знам, 90-та година мислам дека се асфалтираше. Да, 90-та година. Значи колку години поминува? 30 години. Значи, рано кажав, 30 години и сега дојде наред да се асфалтира таа улица поново и да се атмосферска канализација. Така да гледање на советниците како соработници, а не соработници. Значи, ние сме волесни тука да помагаме и да ги гледаме недостатоците кои што ги прават изведувачите тука. Ние немам ништо против компаниите, но имам против ако не го реализираат она што е напишано во проект. Само тоа. Значи, само ги замолувам тоа што се го замале за проект да го испочтувате во целост. И тоа е тоа. И нема да има кав ги разправи тука на оваа говорница и буџите ќе се носат многу навремено и ќе се носат како што треба. Збор? Не бара никакви збор. Оставам квартал за извршење на гласање. Кој е за? 5 за. Кој има некој против? Нема воздржани? 4 воздржани. Точка 1/2. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџет на општина Росман за 2023 година. Дали некој има збор по оваа точка? Штом нема никој, ја ставам на гласање кој е за. 5 за. Не ви обясняваме, можеше и ви че гласате. Ова е за буџетот, за извршување на буџетот. Не, 5 за. Кој е против? Нема воздржани? 4 воздржани. Значи гласа, Јован треба да ме објасни. Точка 1/3. Предлог одлука за трансфер на средства. Одлука за трансфер на средства за реализација на проектот градење на еден туристички капацитет, патување и промовирање на производство на вино, искуство во ентузијазмот Тера вино. Оваа точка, дали гранчалник сакаш нешто да објасниш, па да ставим на гласање или? Само кратко да. Почитувани членови на Совет, ова се трансфер на средства од 334.000. Мислам дека советници кои што биле во претходниот состав со претходниот градоначалник се и запознаени, со цел да ги трансферираме овие пари кои што ќе ни бидат вратени и останатите околу 2 милиони да ни ги повратат на сметката, а со тоа да се затвори комплетно проектот. Значи, тоа е целта на ова предлог одлука. Благодарам. Градоначалник. Дали некој друг бара збор? Не. Ја ставам точката на гласање кој е за предлог одлука за трансферот. 9 за. Точка 1/4. Разгледување барања. 4/1 барања за донација на број 264/1. Поднесено од Удруженијето на граѓани Марков Стап по село Мрза, Врзана Рајевец. Има од комисијата предлог од 20.000. Дали некој сака збор за оваа точка? Не. Ја ставам на усвојување кој е за. 9 за. Точка 4/2. Барање за финансиски средства број 330/1 дадена од 28.4.2020 година од поднесител ЈПКД Росман. На комисијата е усвоено да се даде усвоениот барањето од износ да се даде да се западе струјата. Дали некој има збор по оваа точка? Говори Павле. Почитувани колеги, значи стално даваме поддршка на јавното комунално предпријатие и сега нема да го нападнам јас јавното предпријатие, само ќе кажам, ние одобруваме средства, не знам кој го направил тој пропуск кога беше, не знам, 2018-2019 за отпис на долгови, кога тие отпис, ама барат пари, значи дужат пари за струја. И од тие отпис на долгови никој не изреагирал да се отпишат долгови. Остануваат дужни и не знам докај дали бил виновен градоначалникот тогашен, дали бил директорот, не знам кој, само значи појаснува на жители дека тоа го имало како од владата да се ослободат
а уште не е ослободено и никој не ни покренал некоја инициатива за да може да се ослободат од должност. Ни ќе гласаме ќе одобриме средства, али сакам да кажам дека некој не си ја бркал работата. Благодарам, Павле. Дали некој друг бара збор? Никој не бара збор. Ја ставам точката на гласање. Кој е за да се одобри временски износ? 9 за. Година 4 предстои барање за финансиска помош од 5.5.20 година поднесено од Марија Дојкова од село Манасирци. На комисија одобрени 30.000. Дали некој бара збор по оваа точка? Никој. Ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за. Барање за финансиски средства од 24.20 година поднесено од КУД Росума заради организација на Духовде. Знаете дека тогаш идат повише гости, да се набават порано секогаш чекаваме пари од општина да им дадат, да може да се финансира сето тоа, сендвичи за децата, сопчиња, сите гости што ќе бидат тука. Затоа сега оваа година побаваме да имаме наши средства, а во меѓувреме ќе ви известам дека добиваме вчера и покана за одење за Турција на 18 јуни. Значи, точката барањето од КУД Росман го ставам на гласање. Кој е за? 4 за. 5 за. 1 воздржан. Јас не имам право да гласам пошто работи. Ти не може биш воздржан. Значи, одиме со втората точка. Извеќе на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување на одржаната седница на ден 5.5.23 година. Господине Јошев, таа точка, знае зашо се работи, нели? Малинка, Малинка се каже, војчето, не оде повише во градингата. Или не, во комуналното е тоа. Ајде, стави, поводи. Извештајот Јованче, дали го имаш, за да те прашам. Почитувани колеги советници, почитувани градоначалник, Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања од одржаната седница на 5.5.2023 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата присуствуваат 3 члена и согласно член 116 од Деловникот за работа на Советот на општина Росуман, комисијата можеше полноправно да работи, бидејќи на седницата присуствуваа мнозинство нејзини членови. Бидејќи не беше присутен председателот на комисијата, со седницата председаваше заменикот председател Игор Милошевиќ, согласно член 62 од Деловникот на Советот на општина Росуман. На седницата на комисијата беше утврдена една точка на дневен ред, во однос на која комисијата расправаше согласно с нејзините надлежности и тоа: предлог решение за разрешување и именување на член на надзорен одбор на ЈПГД Росуман од Росуман. Во однос на оваа точка, по предат брањето за разрешување и именување на член во надзорен одбор на ЈПГД Росуман, поднесено од ЈПГД Росуман со број 08326/1 на ден 28.4.2023 година, комисијата констатира разрешување на членот Малина Голубовиќ и предлага назначување на новиот член на надзорен одбор да се изврши со давање на предлози на самата седница на Советот на општина Росуман. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Благодарам, Братле. Јас мислам во минатиот пат кога даваме предлози, предлогот беше од ДСДС, тоа не дадат предлог, ако ви така го се слага. Договарали стани тражи убаво. Значи договор. По консултација, значи директорот ми се јави, човекот да видел од Сејко. Добро. Да и сега Значи не е проблем, значи предлог ќе дадат они, ние ќе да откаде. Ајде, дајте предлог, Игор. Ние го предлагаме Јовице Стошич. Ама сега не е ферски. Оде они го нивен човек не пуша, да не правиме збрки. Ние пат ние ставиме сите по двајца, они и они ставиме. Ферски сега нивен дава остав. А што пак голема нака. Ферски е да биде по договор така како што договориме, да не ставиме друг, да го прифариме тие и готово. Ајде добро, ајде, ќе оставам на гласање. Кој е? Ајде.
Го ставам на... Не, добро, го ставам на гласање предлогот на Игор Милошевиќ за надзорен одбор да биде Јовица Стошиć од Цирко. Кој е за? 4, хајде уште еден. 4, 3. Против? Воздржани? Јошев, ти како си? Ни воздржан? А, воздржан. 3 воздржани, 4 за. А? По 4 со 4 за треба да... Не треба да биде 5. Не, вкупниот број треба да бидат 4, 3, 7. Нема да е предлог, нема кој да знаеш. Нема, чекай, од главно што е тука на... Да. Да. Ја така мислам од вкупниот број. Значи по тоа вкупниот број на наја 4, не се 4 повише од 7. Ај пауза. Значи предлогот за надзорен одбор е Гоце Саздов од Цирко. Кој е за? 6 за, против нема, воздржан Павлинка. Воздржано, добро. Да, да помине. Точка 30 на Комисијата за образование, култура, спорт, одбележување на празници и манифестации. На државната седница на 5.5. Дали некој, си да го има имене програмата за духовден, дали некој има нешто да даде да приметба? Повели, Павле? Благодарам, председателе. Почитувани, значи, за манифестацијата за духовден, ние не сме биле никој пат и предеска кажав исто и за комуналец, исто и за духовден, стално одобрујме средства, никога не сме против. Само е чудно што средствата многу нагло почнаа да се зголемуваат. Беа 200, 250, 300, 350, сега 400, 500, 600, значи и да ги изгласаме тие средства, значи на крајот ќе бараме спецификација точно до денар каде се потрошени. Немој да се злоупотребуваат некои средства и манифестацијата да помине само бучкуруш. Значи да биде секако што треба и да има некои новитети, нешто направено интересно и убаво. Благодарам. Почитуван член на Совет, нормално е да се зголемува буџетот за духовден фест Прасковер, затоа што сметам дека ова е една од најважните манифестации и сепак буџетот е скромен во однос на колку средства се трошат за вакви манифестации во другите општини. Бучкуруш нема да биде, затоа ја имате и програмата пред вас, може да ја видите. Интересно е што за прв пат оваа година се уклучени и местните заедници од другите населени места, бидејќи Прасковерот или Духовден фест не е манифестација само на жителите на Росман, туку тоа е манифестација на цела општина Росман, односно на сите населени места. Сметам дека има навистина добра програма и мислам дека и гостите, и вие, и останатите ќе поминеме еден добар и убав и успешно спроведен празник. Благодарам. Дај некој друг има збор? Програмата ја гледате како се одвива. Сите советниците тогаш се поканети наречно Комисијата за образование, спорт и култура, а сите советници треба да учествуваат во оваа програма за дочек на гостите од Србија, Руманија, Турција, зашто србите потврдија дека ќе дојдат. И сега за другите гости турците знаат дека се во недела на избори, треба да потврдат наредниот пат. Само ни пратиле нас покана за ние да ги посетиме после тоа. Поле, Јошев? Делегациите живеат спортисти или само делегации? Не, живеат, има фудбалери и плюс делегација. Да, исто како минатиот пат што беше. Само што сега турнирот ќе се одржа во петок, нема да биде во сабота, затоа што после настапот на Кудро, после прво... Не, во петок се баја ќе тргнат порано, ќе бидат тука на ручек некаде. И сите... Епак, ќе играат порано, така да играат, нема како после тоа, после денгер да играат. Така е полошо. Тоа е цела програма. Да, посакаме така да дека се по-свежи да изиграат, него да...
Добро, ќе го одмориме, малце има друг настап пред тоа. Ќе играат другите екипи, ќе се местни заедници, има романци, ќе биде тука, мислам дека ќе биде поинтересно, така да. Забелешки нема повеќе на програмата, ја ставам на усвоиме. Кој е за? 7 за. Одиме за 4 точка, предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на закуп на продажно место за панадјерот по повод празникот Духов ден, донесена од ЈПКД Росман од Росман. Значи има предлог да биде цена да 700 денара, да не биде 500, више тоа е више 10 години и повеќе 500 денара, да биде 700 денара. Дали некој има забелешка на ова? Точка нема никој, ја ставам на усвојување. Кој е за? 7 за. Чекай да ще падне по тази точка сега. Пезачка одлука за контрола. Не. Не, ова беше пред превоз. Одлука за давање на трајно користење на подвижно ствар возило на ЈПКД градски превоз Каварец заради обезбедување на редовни меѓуопштински линии. Значи, ако ще договориме со директорот да направат договор, не ставам ова точка на... Дали некој има забелешка на ова? Нема. Ајде, поводи. Добро, бе, таа станав. Парано да дадам гласни и си. Почитувани жители на општина Росман, заради тоа што ова е едно од најзвучното прашање од граѓаните на општина Росман, јавниот превоз, тоа е Кавадарци Росман, Росман Кавадарци, присуствуваше пред да почне советот директорот на јавен превоз Кавадарци, каде што во полачасовна дискусија ни ги презентира и ни ги објасни сите нивни планови, како ќе се одвива со обичајот, и се договоривме ние советниците заедно со градоначалникот да дадеме согласност за користење на нашето возило Комбе Цитроенот, каде што во овој временски период од 1 месец градоначалникот треба да направи нацрт договор со градски превоз Кавадарци и во една, да ја кажам, интерна анкета да ги опипаме граѓаните и да ги во тој договор да ги ставиме релациите, трите ударни релации Росман Кавадарци, Кавадарци Росман. Ние првично ги дефиниравме, но сакаме и потврда да добиеме и од граѓаните и сето тоа во рок од 1 месец да го ставиме на еден договор и да почне, се надевам градоначалник, од следниот месец да почне да функционира тоа. Најкасно 2 месеца. Јас се извинувам од местно за тоа и беше напад днес одлука Да. ја помириме за најавно да го склучиме договор, да го презентираме пред советот и конечно граѓаните да добијат превоз. Да. Ова одлука може би ќе наиде на критики од некои луѓе од општина Росман, но да потенцираме дека буџетот на општина Росман е таков, каде што не можеме да си дозволиме оформување на таква предпријатие како што има Кавадарци. Така да мислам дека во рок од 2 месеца ние ќе добиеме конечно превоз Росман Кавадарци. Сакам да поздравам оваа иницијатива и да искажеме една благодарност кон расположението на општина Кавадарци кон општина Росман. Ако јас чувствувам должност више кај граѓаните да кажам дека редно беше да се случи ваква работа, биде тие превоз го барам уште од доаѓањето на власт на овој совет и на овој градоначалник, уште од првата ден почнаме со расправи за превозот и така да јасно ни дека после од тука излевањето од салата некои ќе речат зошто сме го се дало Комбето на Кавадарци, зошто не се дало, но инаку не може да се изменаџират работи и да добијат жителите или населените места сегде превоз. Воа се прави сето во интерес на граѓаните и тоа благодарност до сите советници, до градоначалникот и до јавното предпријатие Кавадарци. Благодарам. Павле?
Јас тука ќе додавам уште нешто, само што колегите испуштија, значи пределот ќе биде Кавадарци, една тура од Кавадарци, Манастир, Крстник, Камендол, Сирково, Росоно, а другиот пат ќе оде обрат од обратна линија, така да сите овие населени места ќе имат до места на живење и превоз. Ви благодарам сите, ја ставам точките на гласање. Кој е за? 7 за. Одиме со... 6 за и 1 воздржан. Појаснување уште една за оваа точка, од место ќе говорам, ќе бидат опфатени спортските клубови, каде што со во комуникација со градоначалникот негде проекцијата, проценките да имаме 20 патување на спортските клубови, тоа е на фудбалски клуб Росман и на спортистимо понекогаш. Има Куд Росман. Зимата една година Има Куд Росман. 12. Не кажем се бројките. Значи, че спојме направи во тој договор да бидат 20 патување на спортските клубови. Појаснуваме. Ќе презентираме детално договорот и се надевам на наредната седница и ќе бидат известени граѓаните за линиите и Сдруженијата за можностите, реално може да се бъде решаване да бъдат Контрола на скачното допълнение Во ред, ви благодарам, значи точката е усвоена. Одиме со шеста точка. Контрола на досегашното работење на ЈПКД Росонон. Дали некој бара збор по оваа точка? Нема, ја ставам. Сакам да прашам, кој ќе да... Внатрешна контрола треба да бидат, значи правна служба, финанси, некој што треба да државен не знам да треба градоначалник да учи. Не знам така. Јас имам пал, местото сега не е. Тоа треба да дефинираме каква контрола и како се испитува. Вие знаете дека оваа година сме предмет на ревизија, Државен завод за ревизија, кај многу други општини. И сега не знаеме дали може би ќе влезе и тоа во испитување. Или па може на некој начин да пробаме да видиме со натрешна ревизија. Тоа треба да се дефинира, меѓутоа предлагачот за жал не е тука. Најдобро е он да го издефинира на кој начин мисля да споедиме таа натрешна ревизија. Како би сам или, како кажам, како да предлог точно. Вече донесеме одлука за контрола. Сега ние како совет да донесеме одлука да се направи. Ја мислам дека може би најдобро е Државен завод за ревизија да дојде или па приватен ревизор. Значи не може и ватрешна контрола пак да се направи од општината. Ја мислам дека треба сите тие работи да ги добро испитаме, бидејќи сето тоа прави и финансиски импликации. Односно, ако викнеме приватен ревизор, тие приватен ревизор треба да се плати. Треба да го плати или општината. Сега комуналното не бара заедница, да го третиме и плюс да плати приватен ревизор, да ги издефинираме добро работите и после тоа да донесеме одлука. Ја бара така мислам. Ајде да дефинираме. Де блаже пауза да имаме. Предлог за внатрешна контрола на јавно комунално предпријатие. Кој е за оваа точка? 5. Против? Нема воздржани? 20. И одиме со шестата точка за ангажирање. Това ли не е нешто? Последната ли? Да, анкета за ваша даде на Јованче предлогот, да. За консултантски и адвокатски услуги. Таа точка дали некој бара збор или Јованче сакаш да објасни зашо ни треба нешто или да ставиме на гласање па. Добро. Значи предлогот е на Јованче за ангажирање адвокат консултантска комора за помош на вработење. Одлука за давање на согласност да се склучи договор во дел на давање на консултантски и адвокатски услуги. Да. Напиши така. Ја ставам ова точка на гласање. Кој е за? 7 за. Друга точка не. Со ова ја завршиме денешката седница и благодарам за присуството. Чекай момент. Се извинувам, градоначалникот да одговори на стојаните прашања од 22-та седница. Почитувани членови на совет, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Росома, но донешто можев, бидејќи не бев присутен на минатата седница, од записниците и од
снимката што може да го забележам како прашања. Би сакал да ги одговарам едно по едно. Првично, мислам дека беа прашањата на советникот Павле. 3 прашања или 4 мислам дека беа поставени. Во однос на инвестиција од 9 милиони евра. Само ние сме на година и пол од мандатот и до крајот на мандатот ќе видиме што се случува и за какви инвеститори ќе станува збор, бидејќи знаете дека за да донесеме инвестиција на територијата на општина Росман, мораме да имаме изработено прво пред се спремно земјиште кое што можеме да го дадеме на лицитација, па некој да го купи, па да инвестира. За жал, во претходните 4 години такво земјиште не е изработено. Мислам дека имавме и разговори со советникот на советничката група од ВМРО за оваа работа и се надам дека до крајот на оваа година конечно ќе имаме такви земјишта спремни, изработени, бидејќи тоа не се работи само во општината, се ангажираат проектанти, повеќе време трае, се прибираат мислења, се изработува планска документација и така натаму. Но очекувам и се надевам дека до крајот на нашиот заеднички мандат и мој и ваш како членови на совет ќе пресечеме лента, да кажем. Во однос на второто прашање дали ми е сабота приемен ден, така? Значи мене приемен ден ми е секој ден. Секој ден постојано приемаме граѓани, нема дефинирано како претходно што мислиме дека среда или сабота, туку постојано сме и со граѓаните, ги слушаме нивните проблеми, ги запишуваме и пробуваме да ги решаваме. Во однос на кој беше уште едно прашање, ако не ви е проблем да ме потсетите. За патиштата. За патиштата, значи точно. Да, за патиштата кои што ги користи моментално компанијата која што работи на експресниот пат, односно Штрабак. Вие знаете, мислам дека заедно со вас бевме на средба со министерот кога во однос на клучката за село Сирково. И таму јасно ни кажа и ни извадија документ каде што и го имаме, мислам во копија тој документ, каде што тие се обврзани да ги реконструираат Сирково новиот пат, односно сега кој што е највише оштетен, реконструкција на Сирково Црна река, Камендол, Мрзен и уште некои други делници. Да не зборувам на памет, сепак да видиме во документацијата. Мислам дека тоа беа вашите прашања, или имавте уште нешто? Ушедно пара, колку пари се исплатени на физички лица, за наредна седмица. Добро, во однос на прашањето од советникот Јованче за гробните места и за одводнувањето на тој дел под гробните места, можам да кажам дека конечно имаме готов проект за одводнување на делот под гробните места, односно местото викано Бавчите, и се надевам дека во најбрз можен период ќе влеземе во тендерска постапка за проектот. Не можам да подетално за проектот, може да од понеделник натаму да дојдете и да ви кажем за што станува збор, но го слушав и председателот на советот кој што даде една предлог идеја за нова локација за гробните места и сметам дека оваа можност со одводнувањето треба да ја разгледаме и да ја тераме и да видиме таму да прошириме, но не е грешка да се размислува, односно да се направи една јавна анкета на која ќе ги прашаме граѓаните пред се кои што не избрале дали се за проширување тука или се за избор на нова локација. Сепак да кажам дека готов е проектот за одводнување на делот што е под гробиштата и под местото викано Бавчите по наше. Друго прашање имавте за технички прием на улицата Партизанска, ќе го доставам. Сега сум на говорницата. Во однос на фактури за репрезентации, за кои што некој таму мене проба да ме бар така сванав да ме обвине, има подпишено репрезентации, дел се од минатата година, дел се од оваа. Пример Крисан или Димче е од 28 или од 30 последната седница кога ја имавме. Фактурата Лазар, која што вие зборувавте која делегација била, тоа е за 8 март за женскиот пол од администрацијата и сметам дека овие вработени тука и понежни половини во општина да речем служуваат за нивниот празник да како да кажам да се опуштат. Во однос на Еригон, фактурите се за кафење за гостите кои што постојано доаѓаат гости. Зборувам за соработници на општината, не се гости, бидејќи тука немаме машина за
еспресо, за макијато, бидејќи знаете дека сегде веќе такви кафини служат, но еве, со оглед дека имаше реакции за тоа, ви кажувам зашто се фактурите, но во наредниот период ќе набавиме и машина за еспресо и за макијато, па ќе ги намалиме трошоците и во тој дел. Во однос на Александрија, исто така и таму мислам дека е дел од Советот, ако не се лажам председателе, и Ангропромет е исто, председателе, вие сте информирани за тоа. И уште една фактура од Олив Го, кој е најчесто за фудбалерите и за садењето на дрвцата, таму една фактура. Останатиот дел се од добар дел има од претходната година, меѓутоа да повторно од понеделник ќе видиме службите. Меѓутоа најголем дел ви ги објасни фактурите. Дека фактурите не се подпишани и не сум седел јас на тие фактури. Мешани се. И предлогот на Павле од некој од претходните седници, мислам дека е добар, бидејќи председателе, ако ги подпишувате вие, сите да ги подпишувате вие, го доаѓаат за да се знае. Ако мислите дека така треба. Инаку јас немам никаква... Да, наскоро ќе имаме ребаланс на буџет, бидејќи имаме и изголемени дотации, така да во тој момент ќе разговараме. Инаку, слушнав минатата седница и дека сум обвинет или сме обвинети јас и општата администрација за неодговорно и недомаќинско работење. И тоа не е така. Тоа не е точно, затоа што од UNDP ми стигна допис каде што за 2022 година ние сме избрани како една од најдобрите 10 општини во Македонија за финансиско управување на локално ниво. Еве го документот и еве го официјално, да кажем, потврден. Значи тоа е доказ дека работиме одговорно, честно. Знаете дека и општина Кавадарци беше во тие 10 општини и ние сме во тие 10 општини кои што најдобро финансиски работат. Ова е документ кој што тоа ни го кажува. Не е ова јас нешто што го мислам или што го измислувам и не е ова нешто кое што сам си го, да кажем, тврдам. За 2022 година. Да, значи вака сега. Во однос на паришто во Долно Мало. Долно Мало. Значи, со јавното комунално предпријатие за прв пат сакаме да пробаме, не да пробаме, туку со комуналното предпријатие во нашето јавно комунално предпријатие ќе ги прави подготвителните работи со цел да намалиме на трошоците, пошто правиме реконструкција на веќе постоечки парк, така да во наредниот период очекувам и да се реконструира целосно и тој парк. Тоа е тоа, можам само да ви известам, бидејќи еве не бев претходната седница, улица Гоце Делчев е во изградба, Стерио Несторовски улицата е во фаза на евалуација, наскоро ќе имаме изведувач и Илинденска веќе има избрано изведувач. Се надам за наскоро започнување по завршувањето на постапката за надзор, така да очекувам дека оваа година ќе биде навистина успешна и за мене и за вас како членови на Совет и на крајот на годината заеднички ќе имаме со што да испаднеме и да се пофалиме пред граѓаните. Ви благодарам. За дали може да донесат казани мерки за предлагање на шудрот од околу Росова и друго, пето прашање, пешачки премини на улицата Маршал Тито, да се донесе одлука да се обележат пешачки премини. Добро. Разговараме со Министерството за правната придатност да се направи. Вака сега, значи со оглед на тоа дека се наоѓа надвор од Росоман, го изчистивме местото, може да видите, но за да казнуваме треба да правиме пријава до државен инспектор за животна средина, бидејќи тоа е во надлежност на животна средина. Знаете дека ние во општината инспектор за животна средина немаме и тоа го правиме по пријава со државниот инспектор за животна средина. Така да, доколку некој е фатен или го видите на лице место, и еве и на граѓаните им порачувам слободно да сликаат и да доставуваат до општината, а после тоа ние ќе презимаме понатамошни чекори. Во однос на улицата Маршал Тито, за да се постават надвожњаци или пешачки премини? Пешачки премини да се обележат,
тоа што знапад ќе биде 40 и се одбележат пешки требни како што има во Лозово, има. Вака сега, значи, со оглед на тоа дека надлежноста врз овој пат е на јавното предпријатие за државни пратишта, еве си земеме за оваа врска, прво да побареме мислење од нив, да се произнесат они, пошто они располагаат и управуваат со тој пат, па после тоа да видиме кои чекори може да ги превземеме. Дали ќе биде лежачки, дали пешачка патека или пак надвожњаци, како што има во Кавадарци кај основниот суд. Тоа е тоа. Ако има нешто друго, ви благодарам. Сега да видам дали да може да праќањето сега. Да, од место ќе поставите или да? Ајде, сега нови прашања, така? Не. Ајде. Градоначалник, благодарам за одговорите. UNDP, поздрав за признанијата за најуспешната општина. Значи, UNDP ги критериумите за оценување за успешноста на работењето се други наспати на што е на терен. Значи, ние секојаш тука на говорница ги поставуваме прашањата заради тоа што нешто друго се случува на терен. UNDP, финансирање, тоа се е окей, и предфондови пуштат, ние гласаме капитални, но после е проблемот. И тие средства се исплаќаат и ви ги кажувате како завршени проекти, се е окей тоа, врете. Но тоа што се случува на терен, ние тука претестираме и даваме забелешки. Сега. После 6 години, гробните места, после 6 јас можам да слободно да говорам од оваа говорница заради тоа што 4 години од претходен мандат за гробните места и година и пол од твојот мандат, 5 и пол, 6 тераме. Сега дури се почиња со некакви активности за тоа одводнување. Имаме готов проект. Значи после 6 години не забравяйте дека претходниот градоначалник ти е колега од СДСМ, така? И сега ние за тоа критикуваме на говорницата. Сега. Од оваа говорница на Анастасија ја задолжувам, сакам во наследната седница сите одлуки што сме ги донесиле на советниците, што е изработено подадени одлуки. И дали се отпочнати или не се отпочнати. Што се случуваше во претходниот мандат? Носиме одлуки, ни една одлука не се испочтува. За поздрав е ова, значи најсуштинското прашање на општина Росома не е гробните места. Не знам уште колку време ќе има таму. Аларматна е ситуацијата. Дај Боже тие проект да биде во сума направи нешто по-мало, ама мислам дека нема да биде мал. Така да, уште еднаш ќе кажам на оваа говорница, не ние нас целата тука вас да ве напаѓаме. Тука целата ние да ги наоѓаме забелешките кон изведувачите. Значи поголема контрола да имаме над нив. Оти знаеме што се случуваше сега за вие проекти. UNDP, да, си ги потрошил средствата, си ги исплатил на време, си го завршил проектот, даваш извештајот дека си го завршил проектот и тие си критериумите. А она што е направено на лице место, тоа е друга реалност. Ви каже еден професор, не е исто тоа што пише во книгите што расте на нивата. Градоначалник, не сум да ве напаѓам, ама не сум задоволен од одговорите што ми ги дадоте. Значи пред секоја кажате дека во Росоман влева инвестиција од 9 милиони евра, требаше да бидите дека за таа треба да обезбедите или дали има обезбедено. Ви кажате ако треба ќе ви ги пуштам и видеата. Во Росоман влева инвестиција. Каде? Значи ева една година не е влезена. А нема нигде. Значи за сабота која реков, не знам дека другите денови ќе дојде човек ќе го прима, што ќе му правиш? Ама ви сами кажате дека сабота ќе би биде исклучиво ден за таа намена. Тоа прашав, дали сабота вие приемене, дали идите на работа во сабота? Јас понеделник до недела сум. Значи јас за сабота прашувам, не за Добро. Ќе го провериме и тоа. И друго, значи за па се фаќаме за патиштата Штрабак-Магва. Значи Штрабак да фадиме сега за Прилеп
кај што го одвртува некој мовче да правиме, го асфалтира патот луѓето кај што минат, а ние ќе одиме 10 години по таков пат, ги сокршиме колите, значи предница не остана, значи дајте да ги уцениме. Мост го пуштиле, некња мостот, миниме преку мостот, сега ставиле па камења, треба да одиме таму со трактор да му растуркаме камења и сега да си одиме преку мостот. Како може по трасата кај што одат они да ја мазно како асфалт тампонирано, ние кај што миниме камења, калдрма. Значи срамота некој треба, ако се грижите за имотот на општина Росман, тоа и ваш имот, и наш имот, и на сите. Значи дајте, зошто ни се ставаме у трошкови, некој си граде патишта, не у трошкови, па нека направи посалано, нека го тампонира, нека го измазне со некој поситен тампон. А не они така, си работат као они што сакат. Благодарам. По ред, со ова завршува 90-та седмица, 24-та седмица на својот на општина Росман, и благодарам на присуството.